Драги гледачи, добар ден, добро дојдовте во четвртото издание на емисијата Тип 102, емисија која што на програмата на Ерис телевизија оди секоја сабота точно во 13 часот и 30 минути. Емисија која што на барање на вас заеднички ја реализираме, бидејќи активно учествувате и вие во нивната реализација на крајот со давање точен резултат на понудениот пар од нашиот гостин. Токму до ова студио пред 7 дена го испративме нашиот каратист Емил Павлов, златливиот европски шампион од Хелсинки, од Тампере Хелсинки, таму некоја на почетокот на годината, отпатува со нашите дечки од целата репрезентација на светското првенство во Бремен, Германија. Добри вести пристигна уште на првиот ден, во првиот настап. Емил Павлов имаше 4 победи, 1 пораз и денес тој се бори за бронзен медал. Дали ќе успее во тоа, ќе да знаеме до вечерните часови како и да е. И ова е голем успех на нашиот Емил Павлов, кој, да повторам уште еднаш, токму до ова место, до ова студио, бидејќи беше третиот гостин, отпатува за Бремен, Германија и еве на радост и задоволство на целокупната штипска и македонска јавност дојде до борба до бронзениот медал. Ако не, петото место му е сигурно во джепот, што и така е вреден резултат, ако се има во обзир она што ни го изјави тој во мината неделната емисија, дека во неговата категорија од минус 60 килограми има околу 60 надпреварувачи. Честитки за Емил Павлов. Тоа е како вовет, инаку да кажам дека и денес имаме гостин, особено чест, задоволство и гордост ми е да ви кажам кој ќе биде тоа. Тој ќе биде професорот по физичко воспитание Сашко Богатинов, инаку првотимец и како играч и како тренер во екипата, пинг-понгарската екипа на шампион на ЕФА, која се одликува со еден спој на младост и повозрастни играчи и кое што на поодиграни 5 кола се наоѓа на лидерското место, односно на првото место во Супер пинг-понгарската лига на Македонија. Околу тоа што следува, што активности содржат екипата на шампион ЕФА, ќе дознаеме во текот на разговорот со него. Инаку да кажем и тоа дека од денеска на располагање ќе имате зајавување два телефонски броеви 032-612-313 и 032-612-314 со цел да ви излеземе во пресред, бидејќи минатата емисија покажа дека имаше многу јавувања, па затоа еве нудиме можност од две телефонски врски, а тоа реков за третиот дел во кој што ќе можете и вие активно да учествувате, драги гледачи, со давање точен резултат за оној надпревар кој што ќе биде предлог на нашиот гостин. А гостин, реков, ќе биде Сашко Богатинов, пинг-понгар и тренер во екипата на шампион ЕФА од Штип. Толку, еве накратко за ова, одиме со краток джингл и веднаш потоа представување на она што ќе следува во текот на емисијата и за паровите. Во заедничка соработка со обложителниците на Вил Хил, Ерис телевизија, спортската редакција и гледачите широм источниот регион, бидејќи може да се јувате од Штип, Кочани, Виница, Пехчево, Берово, Делчево, Истивање, Милово, податокот што минатата емисија го искажа вашето јавување. Значи сите оние региони, сите оние градови од источниот дел на Македонија се јавува, дава точен резултат. Значи ова емисија во реализација со Вил Хил. Поздрав еве до дечките и девојките кои се денеска дежурни, се на работа, има доста работа бидејќи започнува сезона на клубски фудбал прволигашки во најквалитетни европски лиги. Вил Хил има облажувалници во скоро сите места на Македонија. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Облажувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажалници Вил Хил во секој капќе на Македонија. Ова е билтенот на Вил Хил, најновиот билтен кој, еве да кажеме, бесплатен. Сите може да го имаат при рака. Она што има најразличен број на можности за типување за игра во облажувалниците на Вил Хил, но најпримамливо доваѓа ова секој тикет со 6 и повеќе парови дополнително се наградува со бонус. Со 6 надпревари бонусот е 5%, со 7 надпревари бонусот е 10%, со 8
надпревари бонусот е 15%, 9 надпревари 20%, 10 надпревари 25%, 11 надпревари имате бонус 30%, ливци со 12 надпревари бонусот е 35%, со 13 надпревари 40%, со 14 надпревари 45% и со 15 надпревари бонус од 50%. Тоа е она што е како поволност, реков, со самото разлистување на билтенот на Вилхил, ќе можете да не идете на најразличен тип на игри. Тука се застапени фудбалот, тенисот, ракометот, кошарката, од оние квалитетни лиги во Европа до најпрофесионалната НБА лига. Имате најразлични можности на типување со најразлични комбинации и 10 парови од денешното издание на овој билтен, односно на вчерашното, билтенот излегува секој вторник и петок. 10 парови од најновиот билтен, нашиот гостин, ќе ви понуди како предлог листа со негов тип кој што можете вие да го разработите, да направите повеќе комбинации кои со наш предлог еве може да дојде до примамлива добивка. Значи, тоа е она што се однесува до тоа. Кога сме кај Вилхил, да и кажем и добитниците од минатата емисија, оние кои што беа со точен резултат, значи добитници на талон во вредност од 50 денари, кои што можете и денес да го уплатат, ако тоа не го сторили досега. Тоа се Дарко Николов од Штип, потоа Светлана Кочевска од Берово, Горан Павлов од Пробиштип, Филип Ангеловски од Истивање и Иван Анастасовски Пробиштип. Ке повторам уште еднаш. Дарко Николов од Штип, Светлана Кочевска Берово, Горан Павлов Пробиштип, Филип Ангеловски Истивање и Иван Анастасовски Пробиштип. Можат веднаш по емисијата да се упатат кон уплатните места во обложувалниците на Вилхил, да уплатат талон, реков, во вредност од 50 денари, кој што понатаму може да донесе голема премија. И тоа да го кажем дека, ќе повторам, бидејќи дечките од спортската редакција се потрудија да обезбедат уште една телефонска линија, да знаете сигурно тоа ќе го сторат и на мониторите 032 672 313 032 672 314. Тоа се двата броја на кои што можете активно да учествувате и вие, драги гледачи, од целиот источен регион во третиот дел од емисијата. Предлагам да одиме сега со реклами и веднаш потоа најавениот гостин, тој ќе биде пинпогарот на екипата шампион ЕФА Сашко Богатинов. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вилхил во секој катче на Македонија. Ако тргнете по мирисот на вкусната храна, патот сигурно ќе ве наведе во ресторан Нецко 2. Совршен спој на традиционалната македонска храна и модерната кујна. Уживајте во пријатниот и романтичен амбиент на ресторанот и летната тераса. Атмосфера која ќе ги побуди сите ваши гурмански сетила за максимално уживање во вкусот на специјалитетите. Ресторан Нецко 2 на влезот во Штип. Резервации на телефон 032 609 999. Кога боите, мирисот и вкусовите на есента се совпаѓаат со вашиот избор за комфорт, тогаш оваа понуда од Мебел Ви заслужува внимание. Модуларна ТВ комода Лабиринт, која може да ја местите како што сакате за 9900 денари. Лежа и виола за 14900, ТВ комода Луција за 15900, комплет спална Дженова со плакар со лизгачки врати за 19900 и аголна гарнитура Парис за 24900 денари. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате. Спортисимо, вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема.
патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо, на 3 локации – во Штип, Кочани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете над превари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билдените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Продолжуваме со емисијата Тип 102, реков во најавата, за гостината е веќе тука, велам добар ден и добродојде на Сашко Богатинов. Добро ве најдов и чест ми е што сум гостин во вашата емисија. Поздрав до целата екипа на телевизија Ирис и ќе ми биде задоволство ете оваа убава емисија да дадам своје мислење во типувањето и да поразговараме за спортот. Ова е четврто издание на емисијата, дали ја следеш, дали ја гледаш, дали имаш мани, дали имаш добри работи за неа? Така, емисијата ви е прекрасна, значи треба да се има информации за она што веќе 90% од популацијата го следи, тоа е обложувањето, меѓутоа тоа да биде се на спортска база, она рекреативно, да со мало вложување се добијат така добри суми на пари, да можеме да бидеме задоволни. Емисијата ви е прекрасна. Ние како спортски работници, јас со моите типувања, она што моите омилени тимови кои денеска ќе ги типувам, ќе успеам да на вашите гледачи им така помогнам да го следат мојот совет и да се обложуваат. Инаку емисијата, покрај оваа емисија, јас морам да кажам, како една мала критика. Оваа телевизија е регионална телевизија сега и баш ми е драго за тоа. Пред неколку години, пред извесен период, имаше една прекрасна емисија Топ 7. Спорт 7 се викаше, во која во недела во 10:22 часот, кога сите се одмараат дома, кога веќе се подготвуваат за утрешниот ден, сите информации од спортот и во домашниот спорт, сите резултати на штипските екипи, на екипите во Република Македонија, на секоја спортска информација ни беше сервирана на дланка. Сите спортски информации од меѓународниот спорт, посебно од фудбалот, головите, беа така презентирани во ова емисија и на вистина штета што се прекина и се надевам како еден апел до телевизија Ирис да продолжи со таа емисија, бидејќи навистина на гледачите им треба тоа. Да. Јас, кога сме кај Спорт 7, можам да укажам една голема благодарност до дечките од спортската редакција, бидејќи да се реализира таква емисија е доста напорно. Сабота и недела, впрочем, од петок, сабота и недела сите настани треба да се следат, да се упишуваат резултати, да се снимаат голови, а емисијата секогаш беше со подсеток ќе те коригира во 22 часот и 30 минути. Богатинов, еве за гледачите накратко за дел од твојата кариера, богата спортска бугарска кариера, каде беше почетокот, на кои линии подоцна продолжи, за да еве пак дојдеш во Штип. Така, значи вашиот медиум, вашата телевизија веќе долги години ги следи моите успеси, мојата спортска кариера. Јас во неколку емисии и по час и половина и повеќе го имам образложено целиот мој труд во областа на пинг-понгот, уште од најрана возраст, уште од 9 години почнав со овој спорт, го засакав и веќе 30 години го негувам. Почнувајќи од најмале нозе, го имам освоено сите титули што може да се освојат во Република Македонија, од пионерски првак 89 година, са младински првак 91-92 година
и сениорски првак, која е една од моите најдрагоцени титули, 97 година како член на пинг-понгарскиот клуб од Гранит. И сметам дека во тој дел од мојата кариера сум постигнал многу што се надам дека и понатаму моите поколенија ќе го знаат тоа и ќе се радуваат. Покрај тоа, на меѓународен план, на секој мој резултат бев повикуван во репрезентацијата, уште за времето на поранешната Југославија, бевме повикани да бидеме членови во пионерската репрезентација на Југославија, под водство на Лазар Куртеш, таму беа тренери Каракашевич и навистина едно искуство понатаму се продолжи кога Македонија се осамостои и настапувавме на повеќе европски, младенски и сениорски, светски и европски надпреварувања, со што покажува дека мојот квалитет постепено доаѓаше до израз. На почетокот, кога требаше да одам на студии, јас ги продолжив да настапувам за екипата на Гранит од Скопје, со кој тим го постигнав и мојот најголем успех, реков државен првак, потоа излегување на европска сцена во европските купови, Ненси Еванс куп, во Пенефил Португалија, во Германија неколку пати, во Плац Алтена Дортмунд, понатаму учествувавме во Самара, во Русија, игравме со еминентни надпреварувачи, една од најомилените надпревари ми е надпреварот во Плац Алтена, Дортмунд, со светскиот рекет број 1 Владимир Самсонов. Понатаму, кога настапува за екипата на Вардар, после Гранит, 5-годишно членство во Гранит, настапува за шампионската екипа на Вардар, каде членува многу интернационалци, заедно со нив јас го постигнав исто така високи резултати, шампион на Македонија, шампиони понатаму во купот учествувавме во куповите на европска сцена, во Словачка, во Кошице, каде што сето тоа искуство се собираше полека, да на крајот јас како веќе по завршувањето на студиите се вратив во мојот роден град и се уште продолжив да играм за скопска екипа, работнички, која се уште ми е драга. Скоро 10 години играв во таа екипа, значи во повеќе клубови во целата моја кариера и морам да напоменам во кој клуб и да сум играл, сум и освојувал шампионската титула на Македонија. Тоа му го ветив и на работнички од Скопје. После освојувањето на титулата се вратив во Штип, каде творам, каде работам, каде е мојата фамилија и се одлучивме заеднички, јас и моите останати колеги од пинг-понгот, да направиме нешто што идните генерации, како аманет, ни го постарите имат оставено, да сето она што сме го творили и работеле, да го продолжиме преку млади категории и така натаму. Сега си во екипата на шампион НЕФА, екипа која што постои релативно краток период, меѓутоа екипа која високо се воздигна за да Зенето го достигне токму во ова сезона. Ми се чини втора или трета година од постоењето, веќе во ова сезона можеби дај Боже да бидеме јасински прваци, уште 2 кола има до крајот. Така. Значи спомнавте дека клубот е нов. Да, Шампион ФА е регистриран пред 2,5 години. Меѓутоа ќе ви кажам дека во клубот членуваат толку искусни, значи пинг-понгари кои цел живот го посветиле животот за овој спорт. Значи нов клуб со искусни стари пинг-понгари и заеднички да направиме еден склоп, еден систем на организација каде ќе продолжиме да го негуваме овој спорт. Во него членуваме јас како Сашко Богатинов и двајца едни еминентни и големи пинг-понгари, а тоа се Филип Младеновски и Александар Кралев. Знаеме дека, напоменав во неколку претходни емисии, каде Филип Младеновски е 4-5 пати вице-шампион на Македонија. Заедно учествувавме на многу светски и европски првенства. Филип мислам дека има 3 европски, 3 светски, јас имам 2 светски и 3 европски. Во Малезија, Куала Лумпур, понатаму во Бремен, во Загреб, во Арена, во Белград и така натаму. Значи, еден исклучителен тим кој има зад себе големи резултати. Александар Кралев, светска олимпијада за младинци, понатаму учесник на европски купови со една прекрасна техника кој е еден од тренерите на Шампион ФА.
во младинските категории и еден склоп каде искуство и некоја зрелост каде да го постигнеме оно за кое работиме, да го вратиме сјајот на штипскиот пинг-понг. Значи морам да напоменам дека веќе неколку години во Штип пинг-понгот стагнира. Немаме титула после откажувањето на Југококта, каде беа неколку години, мислам дека 4 пати поред беа шампиони. Градот е желен да го добие новиот првак, државен првак да ја врати титулата во Штип и се надевам дека оваа година ние ќе го постигнеме тоа. Во овој клуб се вратија сите пинг-понгари кои некогаш се бавеле сега рекреативно, можеби по некои икс причини се оддалечили од спортот, ние ги вративме. Еден Драги Јорданов, пинг-понгар на векот, еден Тодор Балов кој доаѓа постојано и ги следи, кој веќе има 70 и повеќе години, ни дава подршка. Едни спортски работници кои ни помагаат, кои членувале, кои играле пинг-понг, а сега доаѓаат и рекреативно да го негуваат овој спорт во нашите простори. Просториите се наоѓаат во трговскиот центар во кај Дуиле, позади Angels, простор каде што прекрасен за пинг-понг. Благодарение на господинот Трајче Симоновски, Интерфото, кој голема благодарност до него, кој ни го отстапи просторот. Па мислам дека за еден спорт како што е пинг-понгот, за да може да се твори, да се работи, треба точно таков простор каде постојано ќе го имаме на располагање 24 часа со 4-5 маси, дечиња, полна сала со прекрасни услови од собликувални до санитарни јазди, хигиена на високо ниво, каде што можат дечињата да бидат згрижени, да не размислуваат на пороци и така натаму, да почнат да се развиваат во здрав дух уште од мали нозе и се надевам дека тој проект кој го замисливме заедно како целосен клуб Шампион ФА да го оствариме. Моментално имаме 30 на дечиња, работиме во повеќе категории, дечињата се... Ги спомнеме дечиња, ќе ми проше само, ги спомена Кралев, Филип Младеновски, тука си двајца тројца од помладите во првиот тим, да не ги забораваме, кој што има настапувано кај вас. Освен вас тројцата, други во првиот тим имиња се спомнуваат од младите. Па вака сега, од помладите категории се уште доаѓаат. Не се, меѓутоа не сакаме сега да ги презентираме се уште, меѓутоа со тек на време ќе ги презентираме. Морам тука да го спомнам Зоран Димитриевски, кој е еден исклучителна личност, која ја познава основната пинг-понгарска техника, една макотрпна работа кој работи со најмалите категории од 6 години. Буквално од држање на рекет до работа со целулитното топче, да буквално ти треба толку нерви и време, внимание да му се обрати на тие дечиња, да таа основна техника ги научи. Понатаму ги превземаат Александар Кралев, кој техника на форхенд спин една прекрасна, која навистина треба многу да повикувам и сите млади понатаму категории кои ќе учат да учат од неговиот форхенд спин. Од друга страна па бекенд ударот на Филип Младеновски, еден од најдобрите во Македонија, каде поголемиот број на поени ги освојува на бекенд со страната. И на крајот доаѓам јас како еден тренер на на возрастната екипа, каде го усовршуваме техничко-тактичкиот дел и за на крајот покрај целосната техника која поседува надпреварувачот, треба тактички да го покаже тоа на дело и да извојува победи. Покрај работата со младите генерации, карактеристично за вашата екипа е една новина која ми се чини никој друг досега не ја практикувал. Турнир на рекреативци. Ми се чини веќе трети турнир беше, ако не се лажам, организиран. Да добавиме стиката на тој рекреативен турнир на гледачите. Така. Значи, гледате, нашиот клуб е отворен за сите пинг-понгари кои некогаш играле, оние кои имаат желба да го негуваат овој спорт, бидејќи е прекрасен спорт, а посебно за повозрастните категории кои се рекреираат.
И токму на тие рекреативни турнири се појавија надпреварувачи од нашиот град кои некогаш сме ги заборавиле. И дојдоа, дадоа допринос на тој турнир, се дружеа меѓу себе, разменуваа мислења, победи, порази и на крајот се завршуваше со една средба на генерации кога се склопуваат различни генерации во тие простори, на тие рекреативни турнири. Инаку морам да спомнам, веќе 2 години, еве и оваа 3-та година сме во организација на меѓународен меморијален турнир Борче Кикиритков, еден наш драг пријател и учител кој не учише ние еве да го продолжиме неговото дело, ни остави аманет и ние тоа ќе го правиме додека можеме и додека твориме, а се надевам многу долго да неговото дело го продолжиме преку еден меморијален турнир, а турнирот го правиме меѓународен, ни доаѓаат многу гости со богати награди и се надевам нашата стратегија, имаме визија, имаме мисија, имаме стратегија како да го правиме тоа, иако финансиски сме многу слаби, сами од себе сето ова го правиме за желба на спортот кој го негуваме 30 и повеќе години. И сосема за крај, до крајот на есенскиот дел имате уште 2 кола, моментално сте лидери на табелата, самостојни, значи извивте на чело, кои надпревари следуват и дали твои реални шанси, имате шанса да го задржите лидерското место, да презимите како есенски шампиони. Самата организација дава успеси, значи буквално сме организирани од најмали категории до големи, до сениорската екипа која тренира редовно и со дечиња, а после завршувањето на тренингот со дечињата работиме ние на тој тактички дел и се спремаме за секоја екипа етапно, недела за недел. Резултатите полека си дојдоа на свое место, квалитетни, добри играчи сме, искуство, техника и сето тоа го покажуваме на пинг-понгарската маса. Без спора сме 5 кола и тоа може да кажам дека се убедливи резултати. Иако резултатите некогаш не го покажуваат тоа, но бидејќи имаме доста квалитетни екипи оваа година во пинг-понгарската Суперлига и се надевам дека до веќе и така да кажам, нели, теоретски сме есенски прваци, ни остануваат уште 2 кола, а тоа е со надпреварот со Универзитетот Гоце Делчев, исто така Штипски клуб, тоа е сега нареднава недела, во Јордан Мијалко, во 11 часот, па ја повикуваме целата јавност и љубителите на пинг-понгот да дојдат да уживаат во техниките на штипските пинг-понгари, штипските мајстори, да го покажеме се она што го знаеме и умееме. И последното коло е дерби надпревар исто така во Штип со минатогодишниот 4-то пласиран тим на Влае Безбедност, каде го имаат сениорскиот репрезентативец Живко Апостоловски, но се надевам дека ќе ги победиме, сме ги победувале и есенската титула ќе ја завршиме без пораз. Наша најголема цел е освојување на титулата оваа година и враќање на приметот Штип е пинг-понгарски град и треба титулата да остане овде. Сосема содржајно, благодарам на досегашното учество, а да одиме сега за оно што сме подготвени. Одиме со твојот предлог. Така. Програм од 10 надпревари и една надпревар за конечен резултат. Ако подготвено во режијата и да ги проследиме, значи шифра 1001 надпревар Аусбург Падерброн. Така, значи овие се мои омилени екипи, така во билтенот од облажувалниците го погледнав и ги избрав. Ќе почнеме од германската Бундеслига, која ми е една од најомилените, и ќе завршам со неа со надпревар од истата. Аусбург Падерборн е надпревар кој можеби многу од облажуваат, оние кои се облажуваат, ќе речат па ова е некој спореден надпревар, меѓутоа јас ќе ви кажам дека овие два клуба се доста пријателски клуба, се последен пат играле пред 4 години во трета германска лига и сега имаат финансиски средства, се избориле во Бундеслигата, посебно Падерборн во експресно време влезе во Бундеслигата и покажува одлични резултати. Значи неколку кола е без пораз и мојот тип е X. Зошто? Затоа што статистиката вели дека Аусбург нема 10 надпревари без нерешен надпревар, Падерборн е во подем и мислам дека нема да загуби, да победи тешко, бидејќи Аусбург е исто така квалитетна екипа, а мислам и дека се пријателски
тимови, па кога веќе немаат амбиции за нешто повеќе да освојат титула, барем да си земат по еден бод и да останат во таа јака Бундеслига, бидејќи на дното се два еминентни големи клубови, Штутгарт и Хамбургер, кои на крајот ќе бараат спас и затоа мислам дека X е најреално и коефициентот е доста висок. Втор надпревар, шифра 1-1-6-4, надпревар Вест Хем Астон Вила. Премиер лигата во Англија мислам дека е една исто така од најатрактивните. Вест Хем или познатите чекани се домашна екипа и со претходните неколку кола го победија и Манчестер Сити и Ливерпул на домашен терен. Меѓутоа Астон Вила има доста солиден тип, има 6 порази поред. Не заслужува тоа да и се случува на Астон Вила и мислам дека двознак X2, дека Астон Вила нема да биде поразена. Еден коефициент од 2, мислам дека заеднички, нерешено и победа на Астон Вила, иако надпреварувачите можат и гол-гол, бидејќи ова утакмица ќе има сигурно голови, се надевам дека Астон Вила нема да изгуби и сум дури и убеден во тоа. Трет надпреварувачки пар, шифра 1-1-6-5, Квинс Парк Ренџерс Манчестер Сити. Доста интересен надпревар. Манчестер Сити, знаеме со каков потенцијал располага, со какви надпреварувачи, какви фудбалери, еден Джеко, еден Агуеро, еден Јаја Туре, носител на играта. Меѓутоа, ете во последно време не им оди како што треба во Лигата на шампионите, поразени на домашен терен од ЦСКА од Москва, но тоа се професионалци кои брзо ќе се адаптираат. Тука има тренери кои веднаш и психолошки и физички ќе ги вратат, бидејќи Челси ќе им побегне многу бодови, а тие се единствените конкуренти, мислам, во понатамошниот тек од првенството, дека ќе бидат конкуренти на Челси и типувам 2, похрабрите можат и 2 во 2 да ја одиграат ова утакмица, овој надпревар, значи победа на Манчестер Сити. И уште еден податок морам да ви кажам, бидејќи пред 2 години сите ја гледавме на телевизија ова иста утакмица, кога во последното коло се одлучуваше кој ќе се спаси во Премиер лигата, кој ќе биде шампион на Англија. До 92 минута 2-1 беше за Квинс Парк Ренџерс и кога наеднаш завршија останатите надпревари, КПР со тие резултати остануваше во лигата. За 2 минути примија 2 гола од Манчестер Сити. Не сакаме да веруваме нели во меѓутоа се случи чудо и Манчестер Сити ја освои титулата таа година. Четврта надпреварска двојка, шифра 1-1-8-2, надпревар Мидлсборо Бормаут. Така, еден од моите омилени тимови во чемпионшипот, од така на нели втора лига во Англија, каде Мидлсборо располага сега моментално со голем буџет, со многу играчи и е на добри патеки да се врати во Премиер лигата, во еден подеме, има победи доста. Меѓутоа тука денес го има противник од Бормаут кој тој исто така од долните линии, нели втора и трета лига Англија, влезе во чемпионшипот каде има 6 победи последователни. Па мислам дека нема толку квалитет тој тим на Бормаут да продолжи понатаму, но е доста офанзивна екипата. И мислам дека гол овде ќе биде реален резултат. Мидлсборо сигурно Бормаут ќе постигне гол. Мидлсборо можеби и повеќе од еден и можеби гол и единица победа на Мидлсборо, меѓутоа посигурно доста сум убеден дека овој надпревар ќе заврши со повеќе голови. Пета надпреварувачка двојка, шифра 2-0-7-1, Самдорија Милан. Така, обично во билтените, јас како спортист и играч го прескокнувам италијанското првенство, каучото, меѓутоа еден атрактивен надпревар кој во 8:45, кога сите можеби ќе бидеме пред телевизорот и ќе уживаме во еден одличен надпревар во Дженова. Самдорија е во доста голем подем, нагорна линија, но мислам и дека на четвртата позиција. Меѓутоа Милан е Милан со преконструкција, реконструираше тимот, почна да победува. Пред неколку дена го освои и турнирот на Берлускони со победа над јужноамериканскиот шампион Сан Лоренцо од 2:0. Има доста солиден тим и мислам дека ова утакмица нема да има нерешено, што значи дека ќе има многу голови, ќе уживаме во надпреварот, гол и 3+. Гол 3+, Самдорија Милан. Шеста надпреварувачка двојка, шифра 1-7-1-1, надпревар Алмерија Барселона.
Така, Алмерија, Барселона. Барселона е ранета, порази 2 во Шпанската лига, пораз во Ел Класикото со Реал Мадрид, пораз неочекуван од Селта на домашен терен. Алмерија не име достоен противник и мислам дека целиот гнев ќе го истурат со повеќе од 4 гола. Може би коефициентот не е така голем на 4+, па похрабрите можат и 5+ да ја одиграат ова. Значи Алмерија, Барселона 4+. Седма надпреваруваат со двојка, шифра 2672, Хајдук Осијек. Јас да веднаш ти кажам, Хајдук ми е во срцето, ми се чини на тебе. Така. Многу често на моите етикети се наоѓа Хајдук, мојот омилен тим, уште во поранешнијата, нели, југословенска лига, кога настапува Хајдук со Звезда, со Партизан, со Динамо, бев навивач на Хајдук и познатата навивачка група Торцеда и се надевам дека овој клуб ќе постигнува високи резултати, меѓутоа не може да го следи трендот на Динамо и моментално на Риека, кои отскокнуваат во хрватското првенство. Сега Хајдук е еден просечен тим во хрватското и се наоѓа на третото место благодарение на слабите екипи останати во Хрватска. Нема кој знае какво квалитетно првенство, освен овие 2-3 клуба. Осијек му е доста незгоден тим на Хајдук, па редовно си го Осијек победува на домашен терен кога игра, доста цврста борбена екипа, одбранбена екипа и мислам дека барем прво полувреме Осијек ќе одолее на нападите на Хајдук на најубавиот стадион на балканските простори, на Полјут. И мислам дека реално е X на полувреме, нерешено, а понатаму можеби и Хајдук ќе победи, меѓутоа мислам дека Осијек ќе одолее на нападите на Хајдук. X прво полувреме. Режија, дали ќе може Хајдук Осијек X прво полувреме. Одеме со осмата надпреварувача двојка, шифра 1712, надпревар Гетафе Елче. Така, можеби оние кои се облажуваат повеќе ќе играат фаворитите против аутсайдерите, меѓутоа има така екипи кои ги следам доста често. Елче е една доста борбена екипа, како и Осијек во претходниот пар. Е доста борбена екипа и доста добро игра на гостински терен. Полоша е дома отколку во гости и мислам дека третиот клуб од Мадрид, покрај Реал и Атлетико, Гетафе во предградието, денес нема да го победи Елче, бидејќи и подолго време нема нерешен резултат по некоја статистика, а Елче им требаат бодови за спас. Па мислам дека овде посебно во шпанското првенство излегуваат и доста нерешени резултати. Мислам дека X нерешено поделба на бодовите е реално или може да одиграат помалку голови, од 0 до 2 гола. Значи Гетафе Елче X. Девета надпреварувача двојка, шифра 1929, надпревар Евијан Ница. Да. И во од француското првенство Евијан ми е една од омилените екипи, иако е на дното на... Само ќе дадеме на изрека за Јанко Јади Бурек. Да. Некој време тој беше коментатор на Француска лига, не знам на која национални телевизии, и на прашање зошто повеќе те нема, вика не. Веќе немам живци на 10 надпревари да коментирам само 6 голови. Вика ликато живото Француска лига. Да. Француската лига е доста тешка и доста изненадувања се случуваат таму. Евијан е една од моите омилени екипи, бидејќи така имам информации за кои може ќе им кажам на облажувачите дека поголемиот број од акциите во овој клуб се на Зинедин Зидан. Експресно од најнизок ранг дојдоа во првата лига и работат со младинска школа. Имаат неколку искусни фудбалери и младинска школа. Ако сте приметили дека 2-3 години не испаѓаат од лигата, секој се на дното, но го остваруваат она што им е зацртано, тоа е спас во француската лига. А Ница, сум бил таму, град Ница е домашна екипа. Значи дома победува, имат прекрасен стадион на Азурниот брег, еден прекрасен град, меѓутоа како фудбалска екипа немаат амбиции за нешто поголемо во првите 5 екипи во Франција, се наоѓа на средината на табелата и мислам дека овој тип од 2,55 коефициент единица за Евијан е реален. Квалитетот е на страната на Ница, домашниот терен и желбата е за Евијан. Затоа прво полувреме сметам дека ќе биде цврст надпревар, без голови, нерешено, а по тоа на второ полувреме Евијан ќе ги земе 3 бода
ќе победи и затоа ја типувам X во 1. Ете, ако сметат обложувачите дека ова е тежок надпревар, околу 5 коефициент доаѓа ова, нека одиграат само единица, победа на Евијан и мислам дека нема да сгрешат. Твој тип е X Кец. X во 1. Прво по време нерешено, на крај победа на Евијан. И последната надпреварувача двојка, шифра 1008, надпревар Борусија Дортмунд, Борусија Менхенгладбах. Така, овој надпревар почнав со германско првенство и завршувам бидејќи во последно време ми е доста атрактивна германската лига, Бундеслига, секој секого може да победи, така да нема ниту аутсайдери, ниту фаворити. Меѓутоа она што им се случува на Борусија Дортмунд е веќе загрижувачко. Веќе подолго време се нема радувано на победа и мислам дека дружината на Јерген Клоп дека ќе оствари оваа победа. И мислам дека надпреварот е во недела во 17 часот. Ова обложувачите ќе може да ја следат оваа утакмица. И доста интересна затоа што Борусија Менхенгладбах е во нагорна лигнија, се наоѓа во меѓу првите 4 екипи во Бундеслигата. Гледаме дека и двете екипи играат одлично во Лига Европа, и Борусија Дортмунд во Лига Шампиони, и Борусија Менхенгладбах во Лига Европа. Доста офанзивна екипа Борусија Менхенгладбах, за Борусија Дортмунд да не зборуваме и мислам дека овој тип Кец победа на Борусија Дортмунд и гол е најидеален, доста исто висок, над 2, ако не и повеќе коефициент. И морам да ви кажам дека Борусија Дортмунд, она што е Ливерпул во Англија, тоа е Борусија Дортмунд во Германија. Навивачите и целиот народ тој ден се упатува кон стадионот. Бев еднаш случајно кога точно игравме европски купови во Плац Алтена во Дортмунд, затоа ми е еден од омилените тимови во Бундеслигата. Буквално целиот град е обоен во жолто-зелено и тргнуваат на стадионот, навиваат громогласно до крајот, до последната минута. Мислам дека Борусија не мора да победи. Навивачите не заслужуваат уште еден неуспех на нивниот тим. Мислам дека победа на Борусија Дортмунд од доста не голема разлика, меѓутоа ќе постигне многу голови, а и Борусија Менхенгладбах ќе постигне голови. Затоа гол и единица за 3+. Кец и 3+. Да, за да има победник мора да има. Да. Јас ќе ги повторам уште еднаш. Шифра 1001 Аузбург Падерборн тип X. Шифра 1164 Вестхем Астон Вила X или двојка. Шифра 1165 КПР Квинс Парк Рейнджерс Манчестер Сити тип 2. Четврти пар 1182 Мидлсборо Борнмаут гол. Пети пар шифра 2071 Самдорија Милан гол 3+. Шести пар 1711 Алмерија Барселона 4+. Седма надпреварувача двојка шифра 2672 Хајдук Осијек X прво полувреме, нерешено прво полувреме. Осми пар 1712 Гетафе Елче X. Девети пар 1929 Евијан Ница X со Кец, значи полувреме нерешено, победник Евијан. И 10-та надпреварувача двојка шифра 1008 Борусија Дортмунд Борусија Менхенгладбах Кец и 3+. За крај, она што ќе биде ваш предлог, Богатинов, имаме и надпреварувачка двојка која што ќе биде тема обсервација и обработка заедничка реализација со гледачите од целиот источен регион. Која надпреварувачка двојка предлагаш да биде? Па така, исто така последниот надпревар кој доста ќе биде интересен во недела во 17 часот, Борусија Дортмунд и Борусија Менхенгладбах, две Борусии каде два тима кои негуваат офанзивен фудбал, ќе има доста голови и мојот тип е 4:2 за Борусија Дортмунд. Сашко Богатинов прогнозира, типува точен резултат 4:2. Надпревар кој мислам дека ќе уживаме во него, офанзивен фудбал, топката постојано ќе се вади од мрежите на голманите и на крај ќе победи Борусија од Дортмунд. Богатинов, време станува ништо друго освен да ти се заблагодарам за денешното гостување и еве за крај ако има некоја твоја порака, аманет. Па така, благодарам што сум гостин во вашата емисија. Се надевам и ќе продолжиме. Морам да се заблагодарам за соработката со вас и
Поздрав од мојот клуб Шампион ФА, кои постојано не следите, постојано ја информирате јавноста, бидејќи сега телевизија Ирис е и регионална телевизија, веќе и во Македонија, во целиот регион, не гледаат, ги слушаат нашите резултати и една порака на младите да сите кои го негуваат пинг-понгот, имаат желба од 7 до 77 нека повелат во просториите на пинг-понгарскиот клуб Шампион ФА и да можат да творат и да ги учат тајните на овој да кажеме во новите простори за Енџелс кафе. Да, за Енџелс кафе во трговскиот центар. Уште еднаш благодарност. Благодарам и на вас. Се гледаме прва седна прилика, првата седна прилика, дај може шампионската кула во Суперлигата на Македонија. Благодарам и на вас. Ова беше денешниот наш гостин Сашко Богатинов. Предлагам да одиме со џингл, со реклама и веднаш потоа еве отворен повик до гледачите од целиот истоцен регион. Два телефона ви стоат на услуга 032672313 и 032672314. Јавувајте се поскоро и давајте точен резултат за надпреварот Борусија Дортмунд, Борусија Мехелаба. Режија, одиме со џингл и со реклама. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билдените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Ако тргнете по мирисот на вкусната храна, патот сигурно ќе ве наведе во ресторан Нецко 2. Совршен спој на традиционалната македонска храна и модерната кујна. Уживајте во пријатниот и романтичен амбиент на ресторанот и летната тераса. Атмосфера која ќе ги побуди сите ваши гурмански сетила за максимално уживање во вкусот на специјалитетите. Ресторан Нецко 2 на влезот во Штип. Резервации на телефон 032 609 999. Кога боите, мирисот и вкусовите на есента се совпаѓаат со вашиот избор за комфорт, тогаш оваа понуда од Мебел Ви заслужува внимание. Модуларна ТВ комода Лабиринт, која може да ја местите како што сакате за 9900 денари, лежа и виола за 14900, ТВ комода Луција за 15900, комплет спална Дженова со плакар со лизгачки врати за 19900 и аголна гарнитура Парис за 24900 денари. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате. Спортисимо, вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Почани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билдените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија.
Драги гледачи, еве и во третиот и последен дел во денешното издание на емисијата Тип 102, во кој што активно придонесдавате и ви учествувате во давањето точен резултат за надпреварот Борусија Дортмунд, Борусија Мөнхенгладбах. Реков, а сигурно и на мониторите имате два телефони на располагање: 032-672-313, 032-672-314. Јавувајте се, давајте точен резултат за средбата Борусија Дортмунд, Борусија Мөнхенгладбах. Ако е подготвено во режијата, и да слушаме дали го имаме веќе првиот гледач. Добар ден. Ало? Две телефонски линии на располагање во кој што можете да давате точен резултат за средбата. Интересна средба, рече тоа и во разговорот нашиот денешен гостин Пимпогаро Сашко Богатинов. Традиционален надпревар помеѓу двете Борусии, во кој што особено во Дортмунд е вистински празник, се обоено во жолто и зелено, и сите скоро, така си е думата народски кажано, се упатуваат кон стадионот на надпревар помеѓу овие две екипи. Впрочем, традицијата покажува дека доста голови паѓаат на овој надпревар, па и затоа и денешниот тип на нашиот гостин. Ало? Имахме гледач, се исклучи, значи и денешната прогноза на нашиот гостин Сашко Богатинов за овој надпревар е резултат 4:2, значи резултат со многу голови. Нешто... Ало? Ало, добар ден. Добар ден, повелете вашето име и презиме. Нехтепаров Екрем. Ако може уште еднаш. Нехтепаров. Името? Екрем. Екрем. Да. Твоја прогноза, Екрем, од каде се јавуваш? Од Црник Пехчево. Од Пехчево? Да. Твоја прогноза, Борусија Дортмунд, Борусија Мөнхенгладбах? 1:0. 1:0 победа на Дортмунд. Благодарам, Екрем. Да, Црник Пехчевско. Да. Поздрав. Се исклучи гледачот. Значи, Екрем од Пехчево, презимето него добро слушаме ги, имаме идентификатор, ќе го најдеме бројот, ќе се јавиме за точниот назив на презимето. Ало, добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Повелете, вашето име и презиме. Шефке Талиов од Виница пак. Шефке Талиов. Виница. Да. Тоа е прогноза Шефкет. Точен резултат 3:2 за Борусија Мөнхенгладбах. Борусија Мөнхенгладбах, значи 2:3. Да. Победа на гостите. Да, победа на гостите, да. Добро. Благодарам, Шефкет, поздрав и со среќа. Најбрзо да биде така. Молим? Фала. Ајде. Тоа беше Шефкет Талиев од Виница, 2:3 победа на Борусија Мөнхенгладбах. Екрем од Пехчево 1:0, Сашко Богатинов 4:2 победа на Борусија Дортмунд. Во секој случај, интересни ситуации. Дали имаме нов гледач? Добар ден. Добар ден, повелете вашето име и На презиме. телефон Ристе Николов од Штип. Ристе Николов од Штип. Ристе, да видам само списокот дали беше добитник ти. Дарко Николов беше. Дали сте во одбивна врска? Не. Не, значи сосема случајно. Ристе Николов од Штип. Твоја прогноза, Ристе, Борусија Дортмунд, Борусија Мөнхенгладбах? 3:1. 3:1 победа на домакините. Да. Благодарам, Ристе, поздрав и со среќа. Одиме со нов гледач. Точен резултат бараме за средбата Борусија Дортмунд, Борусија Мөнхенгладбах, надпревар кој што ќе се одигра утре недела со почеток во 17 часот. Дали имаме нов гледач? Поглед и кон часовникот. Да не го пробиеме терминот, бидејќи ми се чини доста се забојбетевме со нашиот денешен гостин, па имаше и што да каже. Шампионската екипа на шампион не фана 2 кола пред крајот на есенскиот дел. Убедливо на прво место со приоритет гледачи. Добар ден.
Дали се слушаме, намалете го телевизора. Намалете телевизора, да. Че намалиме сега, да. Вашето име и презиме? Намалили. Ало? Намалили, да. Павли Иванов пуска. Павли Иванов? Да. Павли Иванов, што прогнозира од Штип? 3-1, да, за Борусия Дортмунд. 3-1 победа на Борусия Дортмунд. Да, победа на Борусия Дортмунд, да. Благодарам, Павле, поздрав и со среќа. Значи, тоа нека важи сите гледачи да се слушаме преку слушалката. Намалете го телевизорот, бидејќи има доста фонија и одекнува зборовите и моите и вашите, така да тешко доаѓаме до конверзација, до разговор меѓусебен во кој што губиме драгоцено време. Дали имаме нов гледач? Режија? Како да слушав сигнал за гледач, меѓутоа не знам зашто не се вклучи никој, да повторам уште еднаш. 672-313 позивен за Штип 032 и 672-314-032. Имате две телефонски линии, можете да се јувате и давате точен резултат за средбата Борусија Дортмунд, Борусија Менхенгладбах. Дали има гледач? Ало? Инако да кажем и тоа, дека утре на програмата се надпреварите од првата македонска фудбалска лига на градски во Штип со почеток од 11 часот. Брегалница се среќава со екипата на Ренова од Тетово. Нов термин на почеток се намалува денес, значи во 11 часот започува средбата Брегалница Ренова. Дали има гледач? Нема. Инаку да кажем и тоа, дека за прв пат на клупата на Брегалница како нов шеф на стручен штаб ќе седне Драга Христовски на местото на Ѓоро Јовановски, кој што со раководството на Брегалница спогодбено го раскина договорот и тој веќе си замина за Скопје. Дали има нов гледач? Ако не, да ја привршуваме емисијата. Режија? Имаме гледач? Нема гледач. Тука некаде е веќе крајот на денешното издание на емисијата Тип 102. Благодарам на вниманието, на соработката со вас, да гледачи, и да кажем дека денешен наш гостин беше пинпонгарот на шампион НФЛ Штип Сашко Богатинов. До следното издание на емисијата Тип 102, идната сабота во 13 часот и 30 минути. Поздрав од мене, Драјгир Симо Пушка и дечките од техничката реализација. Останете со здравие и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно! Athlete.